Благодарам, почитувани граѓани. Премногу Дон Кихотски изгледа да се зборува за слободата на изразување овде во собранието на предлог на влада, која што 8 години своето владење, еден од темелите на своето владење, го прави со масовна обседнатост со медиумите, финансирано од парите за жал на граѓаните, за собствени потреби, за собствена креирање собствен свет. Оние што сакаат да читаат, ги замолувам да го прочитаат, да ја прочитаат колумната на професорот Фрчковски на Либертас, во кој што тој зборува за диктатурата и македонците како последица на неколку работи, а особен дел представува и медиумска обседнаност со медиумите. Како резултат на тоа се создава една двојна реалност. Една во која што наводно важат законите, а друга е која што се покажува како наводна проевропски, е за покажување пред странците, а другата е за жал за живеењето, за обичните смртници во Република Македонија. Владата предлага измена во новиот измена алинеја промовирање на слободата на изразување. Не сум знаел дека тоа било клучот за слободата на изразување во Република Македонија. И дека сега во 2014 година баш од таа алинеја ќе тргнат работите поинаку. Замислете влада за чиј мандат на ВМРО ДПМН и ДУИ се осуди новинар, се апсеа новинари, се забрануваа протести на новинари. ВМРО ДПМН и ДУИ избраја помеѓу живите македонски новинари, новинарите од Република Македонија и во сочната фигура на Сталин да го бранат Сталин. Со помош на полиција, со парите на граѓаните. Таквата една пропаганда, која што гледаме во 2013 година, исплатена на Сител телевизија за 1 милион евра, најмалку, и лично на поединци од Сител за уште по 1 милион евра, создаде или создава една нереална слика и една фатаморгана во Македонија, која што ги подели граѓаните. Затоа денеска ни се случува како никогаш досега ксенофобија, која што синоќа до кај 4:10 ја пратев са бајле по повод на станите во ракометната репрезентација. Ни се случува да човекот од Прилеп со Ана Лашковска слика мисли дека е Александар Македонски, а не Велјановски. Замислете каква таа пропаганда во луѓето делува. Да во градинката се организираат фрлање на крст. За тоа како денеска, ако се качите на Монт Еверест, ако немате книшка на ВМРО ДПМН, и вие не сте спортист кој што и постигнал значителен и забележителен успех. И тоа се платено со парите на граѓаните. Синоќа не е битно како пееше Фифи, туку како беше облечена и за каков карактер и личност се представуваше. Тоа општество и поделбата на општеството, и сквареноста, деградацијата на општеството и враќањето на ова општество и граѓаните во Република Македонија 3 века назад е последица на владините кампањи и притисоци со помош на провладините медиуми во Република Македонија. Не постои нова алинеја која што може да ја промени уредувачката политика на јавниот радиодифузен сервис. Впрочем, и досега тој има обврска за транспарентност, независност, ефикасен и отчетен јавен радиодифузен сервис. Иако добива пари од сите граѓани во Република Македонија, таму нема да видите нити став на СДСМ, нити пресконференција од СДСМ. Денеска со пари на граѓаните
се врши црна кампања против председателот на Социјалдемократскиот сојуз, кој што помножете по цените кои што ги пишува во весниците и помножено по цената на билбордите кои што постојат во вредност од 500.000 евра. Денеска треба да зборуваме за закон предложен од влада, кој што самата признава дека дала на еден медиум 1.000.000 евра, а дала и други пари на други медиуми. За срамниот спот со абортусот, за менувањето на свеста на граѓаните. И затоа не е смешно, и тој не случајно, тој е во подсвеста негова човекот што го фати крстот, мисли дека е Александар Македонски. Тоа не е лапсус лингва. Создадовте општество во кое што не е битен квалитетот, во кое што не се битни вредностите, туку политичкиот пазар и медиумската пропаганда што ја правите. Без разлика со бранискиот канал што со закон треба да нуди плурализам, на Дуи не му интересно зошто, или не го отвара прашањето зошто баш една песна на албански јазик нема помеѓу две собраниски активности. Или на турски јазик на Кеnan Хасипи да праша, или Стојковиќ за српска песна. Ама битно им е дека имат заменик директор на агенцијата за 1300 евра плата, па помина законот на среќа на ВМРО, ДПМН и Дуи. Вчера, бранејќи го законот, министерот Ивановски спомена една опасна теза. Не го прифати амандманот за член на агенцијата да биде човек или личност на предлог на самостојниот синдикат на новинари на Македонија, бидејќи тој не бил репрезентативен и содржал 20% од фелата во себе како членови. И додаде она што многу пати и досега се случило во Македонија. Ама во овај момент нема репрезентативен. Не знам што ќе се случи во иднина. И како во многу други области, ќе си создадат синдикат по терк на власта. Нема човек или нема влада во светот кој што поубаво неа имплементирал максимата раздели па владеј од ВМРО, ДПМН и Дуи. Го поделија општеството во сите слоеви. За жал, ги поделија и новинарите и медиумската фела. Ги поделија, ги раскараја, за да можат да си ја водат и возат со пари од граѓаните својата агенда. Коректно би било, еве до крајот на расправата, да се каже колку пари владата троши на реклами во една година, колку пари троши само за Forbes и CNN и колку чини кампањата против председателот на Социјалдемократскиот сојуз. Доволно, 3 работи. Ќе замолам, ќе апелирам да ги намалиме дискусиите. Ќе ви дам подршка за законот ако ги кажете сите 3 работи. Затоа што денес вирманите за сител се јавност. Ќе излезат и вирманите од чии пари, колку пари работите против македонци, албанци, турци, срби, роми, власи и бошњаци во Република Македонија, со пари на граѓаните, со тоа што никој досега во животот не го правил. Но самостојниот синдикат на новинари на Македонија, иако не е репрезентативен за ВМРО, ДПМН и Дуи, замислете, тој е член на Европската федерација на новинари. Не е репрезентативен за владата, затоа што организираше протести против пресудата против Кежаровски. Помогна во случаевите со истерувањето на новинарите од Пинк. Помогна во решавањето на споровите со истерувањето на новинарите од Алсат, со истерувањето на новинарот од Алфа телевизија. Сето тоа, реков денеска, е повеќе од Дон Кихотовска битка да се борите против влада, која што 8 години своето владење го темели на загрозување, на затварање, на слободата на изразување. Влада која што истера новинари од галеријата во собранието,
влада која што тепаше новинари, апсеше, осудуваше. Влада која што преку министерот за внатрешни работи упати барање за да се преиспита работата на Алсат телевизија за балансирано известување од одредени настани кои ги презентира на вести. И тоа е единствената работа и дневен ред што Советот за радиодифузија имал во овој период, освен затварањето на медиумите. Самостојниот синдикат на новинари е проблем за оваа влада, затоа што му упати порака на министерот дека не во нивно име. Но ова е собрание, ние имаме обврска да се бориме за слободата, бидејќи нема поголем мотив да се зборува за слободата и поголема обврска како пратеник да зборувате за слободата. Не за сега, таа одамна е мртва, но да се обидеме да ми оставиме на генерациите после нас да можат да зборуваат слободно, да мислат слободно и да работат слободно. Да живеат во општество во кое што новинарот, кога ќе пренесе изјава од трето лице, нема да биде осуден, како што е постапката против и пресудата против Фокус. Да не се плашат дека ако пренесат изјава од некој друг за криминалот на владата, дека ќе бидат уапсени. Денеска гледаме каква е, за жал, медиумската слика во Македонија. Едни се подржуваат со тендери во медицината, други се подржуваат со тендери и субвенции во земјоделието. Гледаме фирми во Панама, ама тоа сега, за сега, кога клопчето ќе почне да се одмотува, како што сега нашата борба е премалку или премногу Дон Кихотовска, нашата ситуација во однос на Фими Медија од Хрватска, веројатно Фими Медија ќе биде мало дете за ова што се случува во Република Македонија. И владата вчера со соопштението потврди две работи за кои што ние го зборуваме подолго време. А тоа, например, дека на фирмите, кој ќе праша Ставревски на кои фирми должиме, еве на медиумите сте им должеле година и пол дена според соопштението на владата. И дека само во еден медиум сте платиле за кампања 1.000.000 евра, а наведуваат уште 10 медиуми. Значи, наместо да се изградат 4 училишта во Република Македонија, основни, нови, владата се одлучи да го пере мозокот на граѓаните во Република Македонија и да води кампања 345 дена, да ги плаќа однапред кампањите кои што треба да дојдат пред избори. И не случајно 1 март е избран, каде што на сметката на Сител се легнати 450.000 евра. Додека Груевски во вилата на Водно преговараше со Филе и со опозицијата, се разбира од политичка култура, нема да кажам што таму се зборуваше. Повеќе од перверзно е уплаќањето од 450.000 евра истиот тој ден на сметката на Сител за кампања кој што предстои за градоначалникските кандидати во Скопје и во Македонија. И бидете уверени дека тие што ја слушнаа оваа порака знаат зошто зборувам дека е перверзно уплаќањето во моментот кога Груевски преговара со Филека Иванов и опозицијата. Бев таму, сум сведок, ама реков, мојата политичка култура и одговорност нема да дозволи да го кажам тоа јавно. Цената ја видовме. Сега за сега, не еден медиум, ќе ги видиме другите. А за тоа време, Србија вчера ги започна преговорите со Европа. 2005 година Србија не беше ниту држава кога Македонија го доби кандидатскиот статус. Ние, со сето она што се случува во Република Македонија, реков, одиме во некоја унија која што постојала во 16-тиот, можеби 17-тиот век. Тоа е реалноста во Македонија. И затоа да зборувате за закон од влада, кој што го деградира, ја понижи фелата, ја подели, ја корумпира, мислам дека е пред Дон Кихотовска битка, но врската наша, да се обидеме, да испратиме една порака, не реков за сега, за понатаму, останува и затоа и денес зборувам во предвечерието на парламентарните избори. Благодарам.